на солуција Никола Димитров. Господин Димитров, добро вечер. Добро вечер и поздрав до вашите гледачи. Сега гледаме некако различни пораки кои што доаѓаат од пријателите од меѓународната заедница. Едни многу позитивни пораки, или барем така јас ги доживеав пораките на председателката на Европската комисија денеска од владата, за нешто сосема друго зборува во ова писмена изјава амбасадорката Агелер. Но ајде да одиме со конкретни работи. Председателката на Европската комисија вели дека Македонија е на добар пат. Од сето она што досега го добивавме како порака од Брисел, барем според последната анкета на Евротинг, само 12,6% од граѓаните мислат дека Македонија оди во добра насока. Кој е во право сега? Граѓаните се секогаш во право, нив ги боли. Тие живеат во нашата Македонија, не живее председателката на комисијата, така што меѓу граѓаните и било кој функционер од Брисел, мислам мораме да се ги слушаме граѓаните. Јас исто малку начнавте во прашањето, малку со поделени чувства ја дочекав изјавата и пораките, знаејќи од близко како функционира тој процес, подготовките, таа доаѓа неколку дена пред извештаите. Минатиот октомври беше тука во контекст на енергетската криза и имаше олеснувања, имаше европски фондови отворени и за нас, и за другите земји од Западниот Балкан. Сега доаѓа со тоа што го најави од Братислава, Словачка, пред неколку месеци, и го кажа во Тирана на Берлинскиот процес, на самитот, за планот за раст на Западниот Балкан. Предпоставувам дека и нашите пријатели од Европа се малку во небрано, бидејќи од една страна сакаат да охрабрат, да дадат надеж, живееме во ужасно време, во основа геополитички, Израел-Палестина најактуелно, Украина-Русија, Нагорно-Карабах и така натаму, има една потреба кон Западниот Балкан од страна на Европската Унија да се приближи кон себе. Значи има интерес да се даде надеж и да се охрабри. Истовремено знаат дека има една тешка политичка криза врзана со испреплетена со уставните амандмани, со кои што владата се согласи дека ќе ги направи, ама направи сметка без крчмар. Ама мислам дека ќе беше многу поефектно ако нивните пораки се поискрени. Прво, од страна на понудата, оти ние не чувме нешто посебно ново. Чувме 2 милиарди евра и 4 милиарди врзани. 2 се грантови, 4 се заеми. Чувме некакво отварање на заедничкиот пазар, ама немаше многу детали. Да, прво да се отвори регионалниот пазар. Во 7 клучни, меѓутоа условено со регионалниот, кој пак со нашите балкански маки исто така тешко ни оди. Мислам дека ќе беше поефектно да имаше јасна порака, вистинска за надеж, бидејќи мислам дека Европската Унија очигледно не може да направи голема разлика во Израел и Палестина, не може да направи разлика Азербејџан, Ерменија. Мислам дека овде може да направи, во нашиот регион Западниот Балкан. Тоа што ни треба е една кредибилна, вистинска порака, реална и поддржана со конкретни чекори. Што ќе трансформира, например, ние ќе примаме нови членки 2030. Ова и ова треба вие да го направите. Ние ќе ви помогнеме, ќе ги отвориме големите пари. Сега одиме многу напред. Да се вратиме на основите. Господин Димитров, знаете како, ние сме во една ситуација во која што вели таа Македонија е на добар пат. Пред неколку дена само го слушавме амбасадорот на Холандија кој што вели срамота за Македонија, ги сака само европските пари, не ги сака европските вредности. И сега гледајќи го амбасадорот на Холандија, слушајќи ја председателката на Европската комисија, ние сме збунети. Што е точно? Дали Македонија оди е на добар пат, испроведува реформи и тоа е добро како што вели Урсула, или амбасадорот е во право? Незините пофалби, таа спомна следење на европската надворешна и безбедносна политика. Тоа е третата точка во овој пакет од 4 точки. Визави Русија, Украина. И тука вели реформи во судство. И таа спомна ОПСЕ. Таа не пофали реформи во судство. Таа не пофали борба против корупција. Дека се потребни. Тие кажа дека се потребни, а пофали
Ма некако многу скромно. Скромно. Значи, нема доволна отвореност во делот на понудата, еве што нудиме. Во најмала рака мислам дека Европската унија на Балканот мора да му понуди членство во единствениот пазар во следните неколку години. Тоа е стратешка понуда што може овде да ни вистина да ги разбудиме прореформските сили и граѓанства во 6 држави. Истовремено нема доволна јасност и во критиката. Еве да ги прашам вашите гледачи. Дали таа јасност што ја нема во критиката само прави дополнителен проблем во однос на целата ситуација, затоа што вака делува кај граѓаните дека ова е само обид за да се протуркаат уставните измени? Да, делува и можеби и е во крајна линија. Дали, еве, ќе ги прашам вашите гледачи, би биле подопрени од порака која што ќе вели еве што нудиме и стоиме за ова сите 27. Не само јас, председателката на комисијата, не само Шарл Мишел, председателот на Советот. Она се, ако видовте, одбегнуваше внимателно 20-30. Премиерот кој каже тоа, еднаш, два пати или повеќе пати, таа не го каже. И една јасна критика, ние сме сериозни, еве е шансата, ама ова дома, со амандманите на кривичен законник, сите живи случаи против било кој политичар ви паднаа во вода. Таа работа не. Дали тоа ќе беше една повистинска порака или една порака која што не го адресира трулото, а која што за нас, кои што живееме тука, не може да се игнорира, бидејќи многу смрди, човек и да сака да гледа, да не гледа мириса. Значи имаме во името на ЕУ со нивно знаменце зацврстување на неказнивоста. Ако за најголемите белја нема одговорност, како утре сообраќајна полиција ќе бара од возачи да чекаат пешаци на пешачки премини? Се распаѓа целиот систем. И затоа ова е, за жал, малку повеќе од стариот пријот на Европската Унија, кој што експертите го нарекуваат двоен блеф. Ние блефираме дека сме заинтересирани за вас, вие блефирате дека сте сериозни за реформите. Бидејќи немаше јасна критика, ја разбирам дека сака да не храбри. И нас и сите други на Балканот. Ама храбрењето не е со зборови имате отворен прозорец. Ние тој прозорец, таа порака ја добивме 2003 година од Солун. Или, ама има отворена нова дебата за проширувањето. Не, на Балканот му треба вистинска, реална фер понуда и му треба исто така и многу ригорозна критика таму кај што се оди назад. Оти вака нејасно. Нити е јасна наградата, нити сте јасни таму кај што морате да казнете и морате да критикувате. Поефектно ќе беше не заслужувате во моментов да одите напред. Ова, сопствениот двор ќе почнете да си го чистите, тогаш ќе одите напред. И во сите анализи, предлози за промена на политиката на проширувањето, нема дел каде што не стои не сме да се затворат очите пред назадување во областа на владењето на правото. Кога судиите не се независни, кога нема одговорност за случај на висока корупција. И затоа лидерите на Европската Унија имаат посебна одговорност, колку и да е тоа непријатно и колку и да е тешко да се испорача во еден деликатен геополитички момент, таа порака мора да се испорача. Да, но страшно е кога имаме ситуација во која Врховниот суд, судии од Врховен суд во државата бараат помош од амбасадори да ги заштитат од политички влијанија. Ајде да завршиме со посетата Страшно е, апсолутно. Со посетата на Урсула фон дер Лајен. Денеска ја праша зошто опозицијата не е на незината агенда. Таа вели дека се работи за протокол, дека кога председателка на Европска комисија патува во странство, се среќава или со председателот или со премиерот. Дали е тоа навистина така или друга е пораката што таа не се сретна со Мицковски? Во најавата на посетата на регионот, во сите земји, колку што може најавата на Европската комисија, која ги видов овие кајна шпекулации, зошто не се гледа со опозицијата, има ли тука скриена порака што не се гледа со лидерот на опозицијата. Меѓутоа, таа и во Косово се гледа со председателката и со премиерот, во Белград со председателот и со премиерката,
Во Сараево исто така премиерката на владата и председателскиот совет. Црна Гора исто така со техничкиот премиер и со председателот. Така стои барем во најавата, наведени се средбите и посетува еден или два проекти кои што се овозможени, поддржани со пари на Европската Унија. Така што не мислам дека тука има реално некаква порака. Можеме да шпекулираме, може да го користиме тоа кај нас, бидејќи се ближат изборите, малку има, особено во политичките кругови, искрени коментари и толкувања на овие пораки. Оти се обидуваат да ги носат работите кон својата воденица. Владата, например, се обидува да го направи порозево, да го разубави. Да разубави секоја порака што ќе дојде. Нели? Да го фатиме возот. Они во моментов уште ги редат седиштата. Уште нема празни седишта за идните патници. Значи нема кај да седнеме. И да сакаат да седнат, нема кај да седнат. Добро, морам да ве прашам колку е во овој момент јасна европската перспектива за Македонија? Не само за Македонија, туку за целиот регион. Има еден голем проблем, што неколку земји членки велат проширување мора, важно е и за нас, ама мораме да направиме место. Немаме место. Како ќе се носат одлуки, како ќе се трошат парите. Таа дебата е многу неизвестна, бидејќи земјите кои што велат, ама ние сакаме и можеме проширување и сега, па не сакаат да се менуваат правилата на игра. Од консензус во квалификувано мнозинство. Затоа и јас, после долги години известна резервираност, се повеќе почна да ми станува прифатлив предлагот на мојот пријател Гералд Кнаус, додека вие ја решавате овој проблем внатре. Дајте да му понудиме нешто на регионот што можете да го дадете и сега без претходни реформи внатрешни во ЕУ. А тоа е членството во единствениот пазар како станица чекор голем кон членството во Европската Унија. Но нема да има вето на секој чекор. Ќе ги отвориме структурните фондови, резервирани само за земјите членки, и ќе бидеме многу сериозни која ќе правите бели околу борбата против корупцијата и независноста на судиите. Неколку години тие што ќе успеат ќе бидат и граѓаните и бизнисите на Македонија и на другите земји од регионот ќе можат да функционираат како да се во ЕУ. Тоа е заедничкиот пазар. Во најмала рака ни треба една таква вистинска конкретна понуда, бидејќи многу е неизвестно дали Европската Унија внатре ќе се договори како ќе одлучува и како ќе се трошат парите, за потоа да може нови членки да влезат. И во таа смисла, бидејќи нема многу време, има избори идната пролет, ќе има нов состав на Европскиот парламент, можеби ќе има и нов председател, или Ван дер Лајен можеби пак ќе биде председателка на Европската комисија и така натаму, ама во овие неколку месеци важно е да се даде една крупна, опиплива понуда на Балканот. Токму за тие промени внатре. И затоа ова, дали е реална таа европска перспектива, тоа што председателката го нарече на Европската комисија го нарече отворен нов прозорец, исто така кажа, ама сега има вистинска отворена дебата. Тука беше сосема во право. Во моментов во Брисел и во другите европски градови, конечно се зборува вистински за проширувањето. Ама толку е новоста. Само се зборува на тема. Се зборува, бидејќи гледаат дека ова не оди веќе како што одеше со клацкање, без клацкање, еден вид вртење во круг. Гледаат дека тоа е неодржливо веќе. Сакаат, има поголема политичка волја да се направи чекор, ама уште нема одлука. Уште нема понуда. Уште се разговара и разговорот оди тешко, како што видовме од вториот ден во Гренада, кога беа само лидерите на Европската Унија и од таа заедничка изјава што ја пратија од таму. Да.
И после тоа имаше чекори кои што јасно ни покажа каква е ситуацијата и генерално пораките дека се ќе биде засновано врз основа на заслуги за секоја земја, но она што некако кај нас се представува е дека ќе следи нешто многу страшно, дека ќе се променат работите внатре во Европската Унија од пролет по тие избори, дека сега е шансата и никогаш повеќе Македонија да почне преговори. Толку ли ќе биде страшно ако не се усвојат уставните измени? Тоа е ова што го велам, водење на водата кон својата воденица. Нема друг наратив владата, единствен е овој, и што ќе прават? Ќе представат како да е се или ништо, дека сега или никогаш. Тука недостасува една честност и одговорност према својот народ и граѓани. Нас реално поприлично не извлече за нос Европската Унија во неколку наврати. Македонската приказна е најстрашната приказна во делот на проширувањето. Ние сме земја ветеран, како кандидат, бевме блокирани од еден спор, го решивме, не ветија дека ќе почне работава, дозволија друг спор да не блокира и на крај тој спор го измешаа со европскиот процес, со критериумите, со судство, со демократија, со слобода на медиуми и така натаму. Затоа, барем ние, мора да бидеме после се ова, многу честни, многу поодговорни, да не ја вулгаризираме дебатата, ама вие сакате да влезете во ЕУ. Знаеме дека огромен дел од нас сакаме да влеземе во ЕУ. Ама сакаме да влеземе во ЕУ така како што влегувале други и како што ќе влегуваат други после нас и сакаме да има вистинска понуда и сакаме тој процес да ни ги прави подобри судовите. Да имаме поише ред во државата. Да биде законот повеќе еднаков за сите, а не се помалку и помалку. Политичкиот колач да биде помал, да не се пикаат во школи, да не се пикаат во болници. За мене тоа е поранешни градоначалнички. За мене тоа е Европската Унија и во таа смисла после се ова низ кое што поминавме како македонски граѓани, да се вели ама сега или никогаш ќе не згазат, утре ќе не изоли, е како да бесрамно и дрско. Морам за крај да ве прашам, затоа што не само во Европската Унија, и во Македонија се ближат избори. Сега видовме многу нови политички движења и многу ми напрашуваат што ќе прави Никола Димитров. Ја формиравте солуција, донесовте ли одлука што ќе правите во однос на политичкото дејствување? Ќе прерасне ли тоа во некаква партија? Јас и луѓето со кои што работам проценивме дека, бидејќи немаме интерес да земеме дел од колачот, сега спомнав малку околу тоа. Нели, да се добијат директорски места или министерски места, или туку сакаме да се намали колачот, мора да стане нормален. Сега е толку на се или ништо, што не мислам дека има просто простор за една нормална политичка, нормален, здрав политички надпревар. И затоа решивме да не учествуваме на избори, меѓутоа ќе се бавиме со политика како граѓанска сила. Преку граѓански акции нема да си одиме од државата и ќе ги здружуваме сите оние што ги нервира секојдневието, оние што гледаат 80 и кусур проценти дека надолу ни одат работите, да им направиме невозможно да продолжат вака. Мора да растат политичките партии. И не е политиката само избори, и промените како граѓани не можеме да ги чекаме да паднат од небо или некој друг, или да се освестат одеднаш лидериве на партиви и да речат претеравме, од утре малку попристојно ќе можеме. Ние како граѓани сме тие што можеме да ги натераме и да ги туркаме во тој правец. Да ги избркаме од болници и од здравство, да ги избркаме од образование и да го пресечеме тој дебел, не е конец, јаже меѓу партиите и судството. Тоа што на кое што се жалеле врховните судии, што го потврди американската амбасадорка. Ама и судиите да си ја превземат одговорноста, оти се плашеле од политички реваншизм. Па со каков мандат се судиите? Па човек денес што ќе рече не дигам телефон на ниеден политичар, херој ќе го направиме граѓаните. Малку
доблест и интегритет во своето, ако јас сум судија, јас ќе дозволувам некој министер за правда или премиер или не знам кој да се јави и да ме вика вака ќе направиш, таа ќе направиш. Нема да одите на избори, но дали би влегле во нов иден владин кабинет? Јас еднаш бев фигура без пратеници и освен во својот ресор и неколку големи глупости што успеав да спречам, не направив доволни промени. Нас не треба промена на системот, не само промена на власта. И затоа како фигура нема да јас ќе помагам. Ќе нудам решенија, ќе нудам стратегии, ќе нудам еден вид лобирање во Европската унија и таму каде што имам мрежа на пријатели и познаници. Меѓутоа нема да бидам фигура, ќе бидам од оваа страна, меѓутоа пак ќе се бавам со политика и не си одам од мојата земја. Благодарам многу за гостувањето. Благодарам.